Господине Владко, како функционира Ротари клубот за Виница и Кочани и Делчев овој регион? Успеавте ли да ја мобилизирате заедницата за општо добро на заедницата? Па ние како Ротари клуб Кочани, Виница кој што обстојува веќе 13 години, значи во последните 13 години многу се трудиме за да ја мобилизираме нашата популација во источниот регион, бидејќи ние како единка не сме способни ништо да направиме самите за себе. Ако се мобилизираме и се здружуваме силите заедно, можеме да направиме многу повеќе за целосно, не само за источниот регион, туку можеме и за цела Македонија. Успеавте ли во овој период и колку акции до сега? Пред малку пред да го почнеме интервјуто рековте, ако кажам ќе кажете дека сме само бендисани, но успеавте ли со повеќе акции да направите спутување на заедницата? Па да не бидам себичен, значи не јас, значи и нашиот целосно клуб, верувам дека задоволен со сето тоа што го имаме направено последните 13 години, бидејќи од формирањето на клубот се сменија доста председатели, кои што работевме прво на сплотеноста на членството, на градење на интегритет на нашиот клуб, за да бидеме препознаени во заедницата, и потоа значи почнавме да направиме проекти каде што сакавме да биде вклучени не само Ротари клубот Кочани Виница, значи да бидат вклучени и други чинители кои што да речеме ги вклучиме најпрво бизнис секторот, потоа вклучивме локални самоуправи, вклучивме да речеме здруженија од друг вид, значи и сите заедно мислам дека успеавме последните неколку години и докажавме на дела дека можеме заедно посилно за подобро утро. Господине Тасе, што конкретно направи Ротари клуб за заедницата таму од Виница, Кочани? Иако Кочани е фокусот на вниманието, но еве може да ни кажете колку акции, што конкретно? За жал од лани, значи од трагедијата што се случи од 16 март, сите сме запознаени во Македонија, значи што не задеси нашиот крај, значи ние тогаш се мобилизиравме веднаш утрешниот ден, направивме кризен штаб каде што направивме значи специјално нешто за Кочани, за кое што знаевме дека ќе биде потребно, значи тоа е направивме Ротари Феникс центар кој што е прв од таков тип отворен во Македонија. Целта беше значи да се направи што после 16 март. Значи сите беа вперени очи кон неколку организации, меѓу кои што да речеме ние имавме долгогодишно искуство, поучени од наши пријатели од другите држави каде што имаше случајно такви трагедии. Направивме центар каде што дел од повредените деца ги мобилизиравме и ги собиравме до ден денес. Направивме значи специјален пакет за психолошка поддршка, значи со најдобрите психолози од Македонија, каде што секој втори ден доаѓаат од Скопје и работат со 70 до 80 деца од повредените, работат со нивните семејства. Значи потоа воведовме арт галерија, воведовме музикотерапија, направивме значи секој вторник и четврток настани од различен тип, некогаш са од едукацијски карактер, некогаш са од некои да речеме изработки каде што тие после ги продаваме и ги пласираме. Организиравме посети на концерти, организиравме посети на фудбалски надпревари со цел малку да ги вратиме децата во некој живот. После тоа се фокусиравме на друг дел, бидејќи не можеме нон-стоп да вложуваме во тоа. Сега го надградивме тој Ротари Феникс центар 2.0 го викаме, каде што моментално спремаме значи единствен хаб во Македонија кој што ќе биде прв од ваков тип, каде што се надеваме дека ќе излегуваат најголемите умови од Кочани и Виница, бидејќи ќе се работи значи со вештачка интелигенција, ќе се работи со дронови, ќе се работи значи со најновите технологии кои што се познати надвор од Европа и во другите континенти. Ние имаме добар тим кој што работи веќе подолго време на тој проект и пред недела дена го најавивме и го започнавме значи со формирање на овој Ротари Феникс центар 2.0. Друго како активности можеме да кажеме што сме направиле еве за последната година како што сум председател јас, значи ќе ги спомнам само поголемите акции направени значи од нашиот Ротари клуб Кочани Виница. Значи имаме набавено многу средства за повредените деца, значи во делот на заштитни креми, значи потребни работи за сите тие. Потоа ги имаме организирано и праќано значи на неколку кампови низ Македонија. Моментално имаме и надвор од Македонија пратено деца, значи да се дружат. Имаме едукација направено со специјални професори од СЕФА академијата, значи
Потоа купивме набавно возило, противпожарно возило за доброволното противпожарно друштво во Виница, значи Мерцедес. Потоа имаме организирано, значи, донација на лупа за слепи лица во Кочани во здружението. Пред 2-3 дена обезбедивме исто втора нова лупа, значи една лупа во вредност кошта околу 250.000 денари, значи ја дониравме во здружението за слепи лица во Штип, значи тоа е пред 2-3 дена. Набавивме, значи, 300, да спомнам, значи 300 инвалидски колички и донирани, значи, во источниот регион. Значи тоа е една голема акција од нашиот Ротари клуб Кочани Виница, кој што не верувам дека некој друг го има направено тоа досега. Значи тие 300 колички мануелни ги имаме разделено низ болниците и на сите социјално загрозени семејства кои што има потреба од таков тип на количка, со благодарение на нашите партнери, значи од Косово, фондот ГНТЦ, значи и Африм, значи специјален поздрав и за Фатмир, значи собственикот. Потоа имаме набавено и со Сафет од Let's Care, значи помагала и имаме набавено 120 колички инвалидизирани, тие са половни, донирани низ сите болници низ источниот регион и низ скопски клиники. Имаме набавено 12 концентратори за воздух, имаме набавено помагала за ортопедските клиники, имаме набавено, значи, на дополнителна опрема од спирометри, значи имаме набавено ЕКГ апарати, значи за здравствените установи. И се до тоа во интерес на заедницата. Да, нормално, значи сите тие активности кои што ги ние работиме, да не бидеме себични, не се тоа за нас, тоа е се за во интерес на заедницата. И сега моментално, еве, можеме да се пофалиме ексклузивно за вас, да ви кажеме дека пред недела дена обезбедивме ново противпожарно возило, значи донација од нашиот клуб за општинската противпожарна единица ТПП Виница во Виница. Возилото е од Словенија, донесено е и е моментално во Виница. Ќе го предадеме околу празниците. Тоа е исто ново возило со 16.000 километри, едно од најновите ќе биде во Виница. Значи и вчера уплативме, значи, донација на 50 половни одела противпожарни, како што знаете дека едно одело е многу скапо, значи обезбедивме од Америка 50 половни одела и 230 нови палтиња за шумски пожари кои што треба да тргнат у наредните 2-3 дена. Господине Тасов, која е она порака што сакате да ја опатите до сите индивидуи, до сите граѓани на државата? Дефинитивно она што го слуша, со мали нешта може да се направат големи промени. Во доглед на вашето искуство, која е она порака што сакате да ја опатите? Па, мојата порака не е само денес. Значи, јас 13 години сум член на Ротари клубот Кочани Виница и секојаш на моите пријатели и на сите други го спомнувам дека сам како индивидуа ништо не можеме да направиме. Ако сите се здружиме, ако сите помагаме, секој на свој начин, верувам дека заедно можеме многу повеќе и ги упатувам порака до сите кои што не слушаат, гледаат и еве, да не бидат себични, да ни се придружат нам или на било која организација и дека заедно можеме повеќе да си помогнеме еден на друг кога ни е најпотребно. Го видовме тоа со Кочани со 16 март, да бидеме сплотени, да бидеме заеднички организирани и да бидеме заеднички врзани за добрите нешта на сите нас во Македонија.